Земјоделието во Европа го спасуваат македонци, но нашите ниви нема кој да ги работи, ниту за 50 евра на ден, велат земјоделците. Значи, дефинитивно сме во голема, да речеме, дефицит на работна рака, затоа што тие традиционални вредности што беа до сега да се работи во земјоделие, младите масовно го, значи, тоа напуштаат како бизнис што не е нуде некоја перспектива и се приоритират или бегат во странство или се приоритират на некоја друга работа. Така да и тие луѓе, и тие млади луѓе што тука не сакаат да работат земјоделие, значи во моментов тие се во потрага по работна рака, бидејќи предстои кулминација на сезонската работа. Ние свесни сме дека старосната граница на земјоделците е веќе над 55 години, така да година во година ќе биде се потешко и потешко за работна рака. И дефинитивно, значи, ние и покрај тоа што ги имаме сите предиспозиции да произведеме квалитетно и количински производство, ние нема да можеме. Токму поради таа, значи, работна рака. Со идентичен проблем се соочуваат и сточарите, кои веќе со години не можат да најдат овчари кои или се прескапи или воопшто ги нема. Значи, работам во последно време, последните 4-5 години имаме работници од Албанија, без разлика дали се овчари, дали се работници за нива. Сега овие 2 години, поготово ова година и од отворањето на границите, работниците одат во Грција, одат низ Западна Европа, каде што имат поголеми бенефити, Хрватска, каде што ние не можеме да ги финансираме, да постигнеме со плаќања. Значи, горе се работи за 8 до 10 евра сатница, ние им нудевме овдека плата за 700-800 евра и не им е исплатливо. Први недостатокот од работна рака и годинава го потенцираат тутунарите, кои деновиве се пожалија дека за садење тутун сезонците им бараат по 50 евра и 2 оброка на ден. Во меѓувреме, оглас за сезонски работници од Македонија упатуваат собствениците на плантажи со малини од Србија, одгледувачите на аспарагус од Хрватска, Словенија и Австрија, но и собствениците на плантажи под јагоди во многу европски земји.